Како што истакнав во моето обраќање до присутните по повод голем празник, Ден на победа на фашизмот, Ден на Европа и немините настан 9 мај 2015 година, денеска го прославуваме светов ден на победата на големото зло во човештвото, победа на фашизмот, 9 мај, се означи нова ера. Европската заедница од 1950 година со првиот договор за Јагрин и Челик отпочна формира Европска економска заедница Европска унија, која значи просперитет, стабилност, безбедност пред се на европските држави, во која тенденција има и македонската држава со силни напори да се вратиме на правиот пат во инклузија на големото европско семејство. Како што истакнам денеска, го и одбележуваме датумот 9 мај, кога се случи немилите настани од новата историја на Македонија, каде погида многу припадници на Министерството за внатрешни работи, изгубија многу млади животи, уште не разјаснета мотивот и зошто се случи тоа. Најверојатно во наредните периоди кога ќе имаме регуларен правен поредок и правен систем за кој се залага како основен столб на европски демократски принципи, да се докаже зошто тоа беше на 9 мај, бидејќи тоа остави една црна дамка и на Куманово, пред се и на Македонија, како би мултиетничка држава која ги почитува стандардите на граѓанско цивилизацијското општество. И на крај кажам дека една символика денеска, дека после деценijsko владење, крај на диктатурата, крај на режимот, бидејќи денеска се објави и званично председател на собрание со мнозински изборни гласови и почиња една нова ера во реформските процеси на Република Македонија. Очекуваме што поскоро да се стабилизира политичката состојба во Македонија и Македонија зачекори на патот на европска интеграција и безбедностни симе во Атлантската алијанса. Се надевам на поубави времења, реформски процеси во Македонија и Македонија конечно да биде држава со сите атрибути како што прилега на балканска земја. Споменавте, че се разјаснува допрва што се случило, меѓутоа епилогот е 8 загинати полицајци за Куманово. Заслужија ли обележје можеби за овие 2 години? Па видите, ние сме во тесна соработка со семејствата, со невладините организации во однос на тоа за спомено обележјата и за кризата, воена криза од 2001 година, а по новите и посвежите рани на младата македонска демократија од 2015 година. Ние одбележивме неколку локации каде заедно со невладините организации. Знаете дека законот за спомено обележје е припадност на локалната самоуправа. Спомениците се дел од собранието Република Македонија. Ние сега отпочнуваме со изграда на новиот парк во близина на затворениот спортски базен. Таа процедура е отпочната преку регионот. Таму имаме место да поставиме спомено обележја. Сега таа комуникација помеѓу невладините организации во кои шемуваат делови од семејството и семејствата на загинатите борци, идејните проекти кои ќе ги прават некои уметници, ние ќе ги дозволиме локацијски услови и врз основа на буџетот за партиципирање преку невладините организации и граѓански издруженија, финансиски ќе помогнеме невладите организации за изградба на овие спомено обележја. Мислим дека тоа е единствениот пат како да се направи сета оваа процедура, а да не се наруши хомеостазата во етничкиот соживот во Куманово и во Република Македонија. Тоа е мојата визија, така ја гурам ова работа. Се надевам дека у скоро време ќе имаме некакви идејни решења кои ќе бидат дел од локацијските услови, дозволите за поставување на спомено обележја, а кажав дека Куманово е расположено со Советот на општината и администрацијата да ги подржи овие проекти на граѓанскиот сектор. Би биле два одделни споменика? Тоа не се два исти настана. Сигурно треба да бидат. Имаме иницијатива за загинатите од војниот конфликт 2001 година. Таа иницијатива е подолго трае, меѓутоа тоа тргна и застани и се секогаш употребува и се политизира во определени состојби. Јас дефинитивно и од ова место, свето место за мене, за Куманово, истакнувам дека ние оваа процедура ќе водиме по овој принцип. Ако имаат искрена желба и намера да го тоа поставиме, ние ќе го поддржиме и како поддршка со локацијски услов обезбедување место, а кажав и финанска поддршка преку одлука на Советот за поддршка финанска на невладините издруженија.
Остана ли Куманово она што беше пред 9. мај или може би тоа ги разедини или ги сплоти граѓаните? Како човек мора да ја има тој ситуацијата на терен? Она што го доживувам јас во овие задни 2 години, мислам дека нашата улога како политичари и јас како градоначалник во тој период дадовме силен допринос во нераскидливата врска во меѓуетничкиот соживот. Имам чувство дека таа нишка не е нарушена. Напротив, 2013 година изборните циклуси и сега 2016 година покажаа дека совеста за демократските процеси во Македонија се поважни од националните етношовинистичките памфлети и намери кои определена група на луѓе ради клиентелизмот ги имаат. Значи, ова што го видовме како изборен резултат, јасно укажува дека народот го става приоритетот на демократските слободи, слободата на говорот, медиумската слобода и правната држава, како основни столбови на демократијата. Јас се залагам секој за градење на цивилизацијско општество, граѓанско општество. Добро ме пратите вие од медиумите. Никогаш не сум направил поделба на градот во етничка или било која насока. Затоа мислам дека успеавме 2015 година да го држиме, да не се таборизира градот по етничка основа. Тоа беше мојата главна задача и за тоа доби признание од сите и од меѓународната заедница, од тогашниот премиер и од сите релевантни чинители во безбедноста, бидејќи ние тогаш покажеме голема зрелост како меѓуетничка заедница, соживот и културно-лошките разлики. Оноа што е дел од граѓанско општество и што го кради едно модерно општество.